Цементарата Усија и граѓанската иницијатива Стоп за Усија денеска со спротивставени аргументи се сретнаа на јавна расправа за новата интегрирана еколошка дозвола, документ што ќе ги дефинира условите за работа на цементарата во следните 7 години. Иако од компанијата уверуваат дека работат согласно европските прописи, сепак активистите бараат построги правила и транспарентна објава на резултатите од мерењата. На крајот, одлуката за тоа дали ќе се продолжи дозволата е во рацете на Министерството за животна средина, чии представници денеска имаа можност да ги слушнат двете спротивставени страни. Од Цементара Усија велат дека како и во минатото, така и во иднина, со новата еколошка дозвола ќе работат одговорно и транспарентно согласно важечките европски регулативи. Во нашата апликација се опишува како инсталацијата работи сега. И понатаму, а сега работиме согласно она што е пропишано во постоечката интегрирана еколошка дозвола. Тоа што сме спремни, и го кажав во изјавата претходно, дека ние ќе работиме согласно важечките закони, кои што пак ги транспонираат европските директиви. Така да ние никогаш, нити досега, а нема ни во иднина, да ги надминуваме пропишаните вредности кои што се дел од сегашната дозвола и во иднина кои што ќе бидат пропишани со обновената интегрирана еколошка дозвола. Од иницијативата Стоп за Усија пак објаснуваат дека стојат на нивните барања. Нивните очекувања се дека сите европски стандарди според кои ќе работи цементарата и врз основа на кои ќе се издаде дозволата да бидат напишани на хартија со цел на вистина да се почитуваат. Клучните забелешки се што границите за загадување на емисиите се огромни според нашето важечко законодавство, значи се дупло поголеми од оние кои што важат како максимални во Европската унија. Значи, тие може да бидат и многу пониски, бидејќи сегашниот закон го дозволува на оној кој што ги уредува правилата, а второто генерално барање е што мониторингот и известувањето за мерењата на емисиите се на многу ниско ниво, се рапортира за многу малце емисии, да речам за 30% од емисиите, се останато што е тешки метали, диоксини, фурани и најканцерогени работи воопшто не се известуваат. Од Министерството за животна средина и просторно планирање пак само кратко споделија дека постапката е во тек и новата дозвола ќе биде заснована врз новите законски одредби. Постапката нормално трае согласно сите законски процедури и законски прописи. Новата дозвола која што ќе ја добијат, засигурно ќе биде заснована врз новите услови кои што произлегуваат од новиот закон за контрола на индустријски емисии, кој што стапи во сила септември прошлата година и ќе почне со имплементација од септември идната година. Од животна средина споделија и дека во текот на наредната недела ќе се сретнат со представници од иницијативата Стоп за Усија за уште еднаш да ги чујат нивните барања.